Колешке Ристова, ако не се разбравме, јас ви дадов комплимент за вашиот изглед. А како сте го сватиле тоа, дали сте навикнати или не на комплименти, не навлегувам. Зборуваме за буџетот во 2012 година. Се кажавте, само не кажавте тоа што ве прашав, зошто протестиравте? За буџет кој изнесуваше 3 милиарди евра. Денеска е 4,4 милиарди евра. А странските директни инвестиции на најниско можно ниво. Капиталните инвестиции, катастрофални реализацијата на капитални инвестиции. Ами немате ниту 1 километар автопат направено. 0 километри од железницата која со години ја пишувате во програмата кон Бугарија. Коридорот 8 кон Албанија. Ништо не ви е реализирано. Гасификација на поголемите градови, во сите програми ги ветувате. Каде е? Ништо не ви е реализирано. Зошто сега не протестирате? Јас многу вечки ве прашувам. Ако сте протестирали и ви пречело буџет од 3 милиарди евра, како може да не ви пречи буџет од 4,4 милиарди евра? А парите де факто се крадат. Како може да не ми одговорите на едно обично прашање, а не да ми кажувате новинарите во ред? Може би имало претерување во некој дел. Но тогаш Социјалдемократскиот сојуз протестираше, ги изнесуваше членовите на протести за буџет кој, ќе повторам, изнесуваше 3 милиарди евра. За само 3 години, и тоа не ми го одговоривте. Каква е таа успешност кога го зголемувате за 4 години 3 милиарди јавниот долг на државата? А сега дополнително ќе го зголемите за 787 милиони евра. Трошите пари што ги немате. Тоа ми е вие да ми одговорите. Сте имале мнозинство од 120, 59, не е мнозинство. Дајте, ако имате мнозинство, нека дојдат. Кој го киднапиравте човекот? Наместо од храмот на демократијата да кажи за што се залага од парламентот, ако негува некои европски вредности, како што после кажуваше, првин се потпишал против владата, па после кажуваше дека негувал некои европски вредности, нека дојде, нека си кажи човекот овде, кој ќе му направи нешто. Не од некој визби, од некој подруми даваше изјави. Вие кажувате за мнозинство. За се, па и за буџет. Си верувате на се и се што. Она што сакате да го кажете и сакате да ви веруваат и граѓаните. Полицајка ја натепа еден ваш функционер, се удрила во пајакот. 14 луѓе ви изгореја живи. Крише кабелот. Тоа е стара комунистичка матрица, која ќе ви кажам еден пример од Прилеп. Дедо на сегашен советник во Советот на општина Прилеп направил сообраќајка со некоја удрил во запрежна кола. Знаете, официјално по полициски записник, знаете кого го нашле крив? Вас ви е близко, господине Велковски. Магарето го нашле криво, бидејќи јадело комиње и било пијано. Е така и вие не убедувате. Сите се криви, само вие сте во право. Сите не знаат, само вие знаете. А парите се крадат. И уште една работа, ја спомнавте седницата на 18 април, кога сите заедно 115 пратеници на број, точно, изгласавме петтиот пакет ковид мерки. Утре ќе бидеме 18 ноември. 6 месеци. Тутунопроизводителите се уште си ги чекаат своите 5 милиони евра кои тогаш му ги ветувавте. Кои тогаш правевте чуда дека во интерес на тутунопроизводителите ние излегуваме, ги гласаме, доаѓаме во скафандери за доброто на народот. Шо ве спречува 6 месеци да не му ги сплатите парите на тутунопроизводителите? И благодарам што ме подсетивте. И денес во делот на земјоделие гледам дека имате 30% помалце средства одвоено, односно ги намалувате средствата за поддршка на развојот на земјоделието во однос на ресурсот на буџетот од 2021 година. Пред време му го земате, тоа што не сте му го дале, што требаше да му го исплатите.
Зошто 6 месеци му ги немате исплатено 5 милиони евра од петтиот пакет ковид мерки? Затоа, ќе ви кажам зошто. Затоа што вас, луѓето ви се битни само пред избори. Ги гледате како гласачка машинерија. Не ви се вас битни сиромаштијата и народот, нивните проблеми и нивните маки. Вас ви се битни и гласовите. Но тие луѓе, тие си го кажаа своето на изборите сега. Ве казнија. И затоа убедливо изгубивте. Затоа во цела Македонија сега сте опозиција. На овие прашања да ми одговорите, госпоѓо Ристова. Ви благодарам. Ви благодарам и јас на вас.